Имено во текот на 2025 година до крајот на јануари 2026 година на македонската и српска територија 6 мината против кои се води постапка во Србија, 6 мината опфатени со истрагата на ОЈО ГОК од февруари, 7 мината новоосомничени како и други засега непознати лица се здружиле заради неовластена продажба и пуштање во промет наркотична дрога марихуана. Секој од нив имал определена улога при што самите или преку други непознати лица преземале, држеле и пренесувале наркотична дрога марихуана заради нејзина понатамошна неовластена продажба и пуштање во промет на територијата на Република Србија и на други држави. Како параван за недозволените активности било користено правното лице во Скопје кое поседува одобрение за одгледување канабис за медицински цели и дозвола за производство на екстракти од канабис за медицински потреби. Собствениците на правното лице од Скопје, од кои едниот е и управител, заеднички и по претходен договор организирале и други засега непознати лица од Србија и од Македонија за заеднички да набавуваат наркотична дрога марихуана и во повеќе наврати да ја транспортираат од Македонија во Србија. За таа цел користеле товарни возила и царински декларации со кои се прикажувало дека се превезува текстилна, прехрамбена и друг вид на стока. Откако наркотичната дрога ќе била пренесена преку државната граница, организирале нејзино складирање во местноста Конјух кај Крушевац, каде марихуаната се препакувала и дистрибуирала за натамошна продажба. Според досега обезбедените докази, истиот модус операнди бил применет при најмалку 5 транспорти за кои биле користени различни патнички и товарни моторни возила. Кај товарните возила со претходно царинета и пломбирана стока се отстранувала пломбата и се вадел дел од царинетата стока, а на нејзино место се ставале кутии со наркотична дрога марихуана со тежина приближно еднаква на тежината на извадената стока. Потоа товарното возило се упатувало кон граничниот премир Табановце, при што било следено од некој од осумничените со патничко моторно возило. На овој начин марихуаната била транспортирана прикриена како прехрамбени производи, перници и органи. На 21 јули 2026 година Српското јавно обвинителство за организиран криминал поднесе обвинителен акт против 6 членови на организираната криминална група за меѓународен недозволен транспорт на марихуана. Според тамошното обвинение, двајца од собствениците на правното лице од Скопје давале насоки и инструкции и ги координирале припадниците на криминалната група, кои имале задача во местноста Конјух да ја примат и да ја складираат наркотичната дрога марихуана во магазински простор на правно лице, чиј собственик и управител е исто така обвинет. Дел од дрогата потоа се складирала во помошни објекти во неговиот дом во Конјух, каде било организирано нејзино препакување за натамошна продажба, пошто марихуаната наменета за продажба на територијата на Белград му била предавана на друг обвинет член на групата. Во меѓувреме, во постапката што се води пред македонското обвинителство на 10 август 2026 година, Основниот кривичен суд Скопје донесе 2 пресуди врз основа на предлог спогодби склучени со двајца осумничени. Со спогодбите осумничените признаа дека го сториле кривичното дело што им се става на товар. При тоа им се изречени казни затвор во траење од 3 години и 6 месеци, односно од 3 години и 8 месеци.